одбереме. Добре дојдовте на вклучувањето во живо, на Zoom. Сите тие кои добивте линк и сите кои поставивте прашања, бидејќи ова е настан на кој се поставуваа прашања, кои можеби не сте доволно охрабрени да ги поставувате, а некаде стојат длабоко во вас. Освен што поставивте прашања, уште еднаш ви благодарам, има доста прашања, имате можност исто така, додека сме вклучени во живо, значи да поставувате прашања во чет, ако сакате и директно можете да ми ги поставите на мене прашањата, значи како приватна порака во чет, и јас ќе ви ги одговорам. Прашањата кои ги поставивте, секако името и презимето нема да бидат прочитани, но ќе биде даден одговорот. Оно што милувам јас да направам е секогаш да оди сето тоа што се случува да оди спонтано, така што само ги прочитав прашањата кога ги ставав на листот, за да можам да ги прочитам во живо и секој еден да се препознае кој го поставил прашањето. Интересни се прашањата и некогаш си велам, иако можеби ставам крај, знам да ставам крај некогаш на некои теми, се отвараат темите на ваше барање, замислете. И така што, еве, ме вративте во еден момент кој мислев можеби дека завршил, затоа што на човек можете со сила само да му земете, но да му дадете малку потешко. Но се радувам што сте отворени за такви прашања и сте отворени да примите и одговори. Интеракцијата секако ми е добре дојдена, фидбекот исто така. Ако не вклучувате камера, барем дружете ме со поставување одредени прашања или давање одреден фидбек. Да не се чувствувам дека сум сама во просторија, а сепак толку сте вклучени. Па сега, јас преферирам точност на време, дури и при вклучување на моите консултации кои се во тек, како интервјуа за едукациите и уписот на едукациите кои се во тек, преферирам да се почитува времето, не само моето, туку и вашето. Така што, еве, би започнала. Добро вечер. И вели вака, првото прашање вели вака. Значи, како сум ги добивала, така ќе ги читам. Како да се справиме со брзиот начин на живот и стресните ситуации во секојдневието? Едноставно да успориме. Значи, збиднувањата, да, брзи си, и тоа веќе и науката го докажува, дека некако дури нашата планета почнува да се движи забрзано, замислете. Да, брз е начинот на живење, но оноа што можеме ние да го диктираме и да управуваме, сме самите ние и тоа ние како се движиме низ времето. Така што времето е прво една релативна работа, која е само запис за да ни олесни на нас првенствено луѓето, а динамиката во овој свет, да, е брза, но оно што можам да управувам сум јас, сама со себе. Значи, секогаш можеме да забавиме со така што можеме да управуваме првенствено со единствено нешто што ни е дадено како дар, што го имаме, а тоа е нашиот здив. Тоа е единственото нешто што можеме ние да управуваме со него и едноставно да влеземе од симпатикус во парасимпатикус, каде влегуваме во едни поблаги, помирни, така наречени алфа бранови на нашиот мозок, каде добиваме едно забавување, бидејќи уште еднаш ќе нагласам времето и сето оно што се случува, динамиката е еден релативитет, но оно што е факт сме ние. Така што секогаш можеме да забавиме и да донесеме одлука и избор за тоа како ние се движиме низ оваа динамика и како ние управуваме првенствено и со себе и со времето кое
е наша дел од 3D, нашето 3D постоење, тридимензионално постоење, односно време, простор и материја. Така што наше е да забавиме, да се осврнеме малку кон себе, да направиме попис на активности кои ги имаме во текот на денот и да дадеме приоритети на оноа што ни е итно и ни е битно. Значи, оноа што ни е важно, навистина, и секогаш го потенцирам тоа прашање на кое треба секогаш да си одговорите, зошто ми е тоа важно токму во овој момент. Тогаш ќе забележите како работите некако ги местите, ги токмите, онака според вашата динамика и според вашите потреби на секојдневното живење. А за сето тоа се разбира и убаво е да имате одреден ритуал посветен на вас, барем наутро и навечер, кои, ако почнете од почеток, уште од почеток на денот, ќе ве однесат во оној дел на парасимпатикусот, каде ќе можете веќе од една фиксна состојба, од една сигурна состојба на ова постоење тука, во времето и просторот, да можете да функционирате и да носите правилни избори и одлуки. Така што повелете доколку ви е потребно такво нешто и еден баланс во оваа динамика, значи можете еве и на тековниот упис кој е за енергетските центри, па заедно да забавиме оно каде што е потешко и оние стресни ситуации во секојдневието и тоа како може да се надминат. Мислам, стресните ситуации ние некако живееме, некако се навикнавме да живееме во стресни ситуации. И тоа за нас стана ново нормално во ненормално време. Така што, да, стресот се регулира со оно првенствено, со оно што ни е дадено и со оно што можеме да управуваме единствено нешто, а тоа е нашиот здив, нашето дишење. Повелете на едукациите. Како до подобар однос со син тинејџер? Благодарам на ова прашање. Има доста за околу родителството прашања. Значи, подобар однос, јас би ве запрашала во однос на што? Во однос на кои теми? Затоа што однос е буквално секој наше однесување, дали е тоа однос во комуникација, дали е тоа однос во пристапот за нешто што мене како родител ме интригира или ме загрижува, па сакам да го дознам, па тој е затворен, таа е затворена, па не може да се искаже, не сака можеби да се искаже, да се изрази. Значи, подобар однос во кој сегмент? Прво, второ, каков е односот со самите вас? Тој што го поставува прашањето, во каков однос живее самиот кон себе? Дали доволно се разбира себе, дали доволно расчистил со одредени верувања кои претходно ги има, па смета, или навики на однесување, па смета дека сега истото треба да го добие. Денешните млади се само екстензија на нас самите. Значи, тие не се туку така паднати од небо, тие се буквално производ на нас, значи, како родители. Како ние растеме, како сме растеле, како сме воспитувани, кои верувања за родителството, за тинејџерите, за децата, кои искуство јас како тинејџер го носам, и дали истото тоа однесување го пресликувам само или сакам да го пресликам во моето секојдневие. Значи, за да имаме првенствено добар однос со било кого, треба да изградиме добар однос со самите себе. Да се разбереме доволно себе и да разбереме што точно во тој однос ми е важно. Дали имам доверба кон себе
дали оставам простор тинејџерот, син, ќерка, што да верува во мене. Значи, слободата во изразувањето, во однесувањето, без некои, да речам, ригидни поставени граници или префлексибилни, сето тоа гради добар однос со тинејџер. Моменти кога треба да се стави јасна граница, моменти кога треба да се осамостои, да се постигне автономност на тинејџерот во тие години, посебно кога се бара себе, сака да биде истовремено и самостоен, бидејќи таа граница дали сум дете, дали веќе станувам повозрасна личност. Значи, тоа бара и одредена одговорност. Дали ние како родители, дали вие како родител му давате доволна автономија и простор да биде автономна личност на тинејџерот кој е пред вас, кој е со вас и кој живее со вас. Или постојано сакаме да контролираме. Контролата дава затворање кај тинејџерот, перфекционизмот исто така, дали е се добро, дали некаде ако шкрипи нешто, ако штрчи, нели тоа секако не е во ред, и го затвара просторот на комуникација. Значи, отвореноста во било кој однос и во било која комуникација, отвореноста и од ваша страна, придонесува за подобар однос во секој сегмент. Првенствено давањето доверба на таа млада личност која стои пред вас. Значи, не постојаниот сом, нешто со кого ќе бидеш, каде ќе бидеш, што ќе правите, дали ќе се вратиш, што зема ли ова, направи ли тоа. Значи, таа постојана контрола, постојана спрега, постојан притисок создава уште поголем притисок, а тој поголем притисок создава поголем отпор. И кога имаме отпор, ние не можеме во отпор да буткаме. Значи, во отпор само можеме да добиеме контраефект и буквално ништо да не се роди како плод од тој однос. Во било кое поле, дали е тоа комуникација, дали е тоа доверба, значи во било кој сегмент, искреност пред се. Така што одговорноста, давање одговорност, препуштање одговорност на тинејџерот, верување при тоа, секогаш едното око да биде будно, ама не во тоа чеке да проверам, чеке да видам и така натаму, затоа што хеликоптерскиот стил на родител и текако првенствено вас како родител ве гуши, а ја гуши и тинејџерската личност. Затоа верувајте во своето дете, верувајте во тинејџерот, верувајте во процесот на вашето родителствување, не грешите, значи знаете дека грешки не постојат, постои само повратна информација на оно што ние сме мислеле во тој момент дека најдобро е за нас, најдобро е за детето, најдобро сме постапиле, затоа што така знаеме, така сме научени, тоа искуство го имаме. И кога го имаме тоа искуство во нас, ние обично, најчесто, одиме или како искуството што сме го научиле, или спротивно на тоа искуство. При тоа сакаме да бараме, да истражуваме и да бидеме идеален родител кој не постои. Значи, тука сме сите за да научиме некоја наставна единица, некоја лекција која и така е добре дојдена, и во секој случај што и да добиете од другата страна, само примете го тоа како фидбек и видете дали тој фидбек, дали тој повратен одговор, повратна информација е окей со вас. Ако не е окей со вас, не соодветствува на односот кој што вие посакуван, направете нешто друго. Ако правиме едно исто, не можеме да добиеме и да очекуваме да добиеме поинаков резултат. Резултатот е потполно истиот предходниот ден. Затоа, значи, направете нешто што е поинако и не мора да читате книги и таа книга нужно да ви каже дека тоа е 100% така. Апсолутно не. Затоа што секој индивидуа за себе и секој постапува и нешто му работи поинаку на него.
Затоа, бидете отворени во истражувањата, бидете отворени да примите повратна информација каква и да е таа, дури и да не е во согласност и да не сме очекувале дека такво нешто може нас да не стрефи и да ни се случи. Значи, бидете отворени дури и тоа да го примите, затоа што и тоа е лекција. Океј, не го сакам тоа, сакам нешто друго. Да видам што можам да направам поинаку. Значи, само доверба, отворен однос, одговорност, сето тоа се само делови од предусловите, така што еве и во текст се описати и за NLP, mindfulness, односно IDH, едукатори, тренери, повелете и таму има и како прво и на себе да работите, па и на односот прво со себе, па и со тинеџерите, и со децата, и со останатите родители. Совет за родители за полесно справување еве со темпераментни деца на начини, методи и граници без стрес и отпор од децата. Убаво би било кога не би било ништо стресно и кога се би било рамна линија. Феноменално. Но ако се биде рамна линија, ние знаеме кога се јавува рамна линија, нели? Секогаш кога нешто има крај. Поентата е да има издигнувања и извишувања и да има падови. И тоа е скрос окей. Тогаш веќе имаме динамика во животното постоење и постои живот. Ни се случува живот. И тоа е супер. Поентата е да знаеме како да управуваме со себе кога ќе го почувствуваме стресот. И што да правиме во тие моменти да го ублажиме тој момент. И ако тоа е стрес, значи дека сме излегле малку од прозорецот на толеранција, кој што прозорец на толеранција ни укажува, знаете, од тој прозорец на толеранција се движиме високо ниво на стрес, окей, се симнува малку подолу, а ако извие малку погоре, тогаш симпатикусот се појавува, се активира и вели бори се или бегај, или што те чека, смрзни се, па не преземај ништо, па што сака нека биде. Ама, не е се така, во животот сакаме да управуваме со него, супер би било кога навистина тоа управување би било наша цел, но кога тоа управување ќе се поистовети со контролирање и контрол фрик, тогаш настанува тој стрес кој е во континуитет и кој ни дава некои поинакви понатаму симптоматични последици. Отпор, да, затоа реков отпор кај децата можно е да има и затоа не буткајте кога има отпор. Знаете, тоа е исто како зидот. Бадијала бутката нема ефект. Тие од другата страна на зидот нема да ве видат вие што правите тука, што и да изведувате. Затоа во отпор, што забележите дека се јавува отпор, забавете, застанете и применете друга тактика, друг модел, друга техника, други зборови, друг вокабулар во комуникација, друг начин на однесување. Поставување на граници, да, вели, да не бидат тие стресни. Знаете како, некогаш представува стрес ако не сме научени, на неа не сме отпорни, значи не се создала резилиентност. Како се создава? Со вежбање. Едноставно, еднаш ќе поставите граница. Да, душа може да ве заболи во моментот кога ќе ви бараат нешто, кога ќе сакаат нешто, но тоа, повторно ќе кажам, не паднало од небо и сега е така и тоа, и сега што да правам. Не, тоа се создало уште од почеток, кога детето почна да плаче, па ние даваме, и тоа е основен сигнал, знаете, како на Павлов експериментот, тоа е сигнал, штом заплачам и не ќе ми биде дадено. И потоа зборуваме за, не знам, некакви тантруми, за некакви испади, за некакви, не знам, било што нешто да е, што е стресно да се справиме. Зошто? Затоа што тоа влече корен од претходно. Нели, ни светало нешто, ни пречело нешто во даден момент, дај му тоа, само нека ја затвори устата, после се јавува проблем. Да. И поради тоа, значи, што се јавува од претходно, како научена навика на однесување, се
екстензира, експандира, ако сакате, во периодот на тинеџерството, значи пред пубертетот и периодот на тинеџерството. Темперамент каков? Значи темперамент може да биде секаков. Ако е жив темперамент, ако мислите на такво нешто, деца кои што сакаат да бидат поживи во однесувањето, па да, и тоа е во детската природа. Знаете како, нас не седнувале, мораш да седиш, мораш да правиш тоа и тоа, не е убаво да трчаш, не е убаво вака и вака, па добро, затоа си и деца на крајот од денот, што вие па не земете да трчате. Значи, имаат потреба енергијата што ја чувствуваат некаде да ја испразнат. Дали тоа ќе биде во креативни, конструктивни игри, креативни разговори, креативни занимации, што би рекла, нешто што самите би иновирали. Убаво е да научите кој е интересот на детето, што е тоа што детето го интересира, бидејќи тука за деца станува збор, предпоставувам дека е таа детска возраст. Значи, кој е интересот на детето? Што е тоа што му е важно и зошто му е тоа важно? Дали му е истражување? Децата многу сакаат да истражуваат. Значи, дајте му нека истражува, нека моделира. Дали има афинитет кон, не знам, ликовна уметност, дали има афинитет кон правење кифлички. Значи, да најобични работи, што е тоа што го интересира. Има, да речеме, интерес да создава игри, можеби, има интерес да прави сложувалки, да реди лего коцки. Значи, видите го само интересот кој е на детето. И канализирајте ја, значи, насочете го, вие не можете да ја канализирате место него енергијата, но научете го, посочете му, водете го да го искористи тој потенцијал креативно и конструктивно во негов интерес. Што е тоа што него го интересира? Еве, тоа би било и како методи што ги имате посочено, тоа е само еден мал дел од тие методи кои можете да ги користите. И да, граница не можете да очекувате дека на почеток нема да има стрес. Зошто? Затоа што оно што ви го наведов на почеток. Или смири се, пееве тигрица, игре, или реди коцки, или прави нешто, значи му го одлекуваме вниманието. Сега, кога дошло ред да се постави граница, затоа што веќе тоа излегува од границата, на почеток ќе ви биде можеби потешко, но многу е важно да истраете. И секогаш велам, ја користам таа метафора, дека родителот треба да биде буквално карпа на силните вранови кои доаѓаат од страната. И при тоа да не се урне. Така што, на почеток, можеби ќе ви создава стрес, не велам не, но ќе создадете резилиентност на тој стрес, ако сакате да имате здрави граници поставени, и при тоа да се јасно поставени границите, значи зошто ви е важно, зошто ги поставувате тие граници, зошто се важни тие граници, и да објасниме дека во се има граница. А децата најдобро функционираат кога има граница, тоа да знаете. Значи, секој еден функционира најдобро кога има граница. Кога немаме граници, буквално не знаеме кај тераме, и затоа е и текако важно да се поставуваат тие граници. На почеток ќе имате стрес, ваше е да создадете, значи, отпорност на тоа, така што ќе бидете истрајни до крај. И потоа веќе нема да имате проблем. Значи, видов тука и уште едно прашање. Само за тука, бидејќи и на Инстаграм вклучив да, ако некој сака да постави прашање, не успел да го постави прашањето и линк да добие за Zoom. Дали може да се здобиеме со техники кои понатаму може да ни помогнат во препознавање на некои реакции? Апсолутно, апсолутно. Значи, на едукациите кај мене, секако дека ги добивате техниките и секако добивате, не само техники, техниката како техника можете да ја имате, можете и да ја прочитате и сето тоа, нема проблем. Меѓутоа, ја применувате. Поентата е да ја примените и да добиете веднаш мерлив резултат. Како мерлив резултат? Така што ќе видите веднаш фидбек од другата страна како нешто се менува. Првенствено вие се менувате, се менуваат и другите реакции околу вас, односот кон вас, затоа што реално ние не можеме да ги смениме луѓето што не обкружуваат, но оно што можеме да смениме е самите ние да живееме во еден малку поинаков идентитет, посакуван за нас, и со самото тоа и околината се менува. Луѓето кои
не обкружуваат, се научени на тоа како ние досега сме удоволувале, сме постапувале, имаме одредени навики. Дури кога ќе се менувате, тие некогаш знаат да се навратат на тоа старо бие, па да постапат онака, но кога ќе наидат на граница, тука веќе се менува. Така што да, дефинитивно техниките ги добивате и она што е најважно е вештини да раководите, да управувате со тие техники, првенствено и со вас, и со луѓето околу вас. А најбитно кај моите едукации е примената. Теоријата можете, како што кажав, секаде да ја прочитате, да ја набувате, посебно штреберите, тоа одлично го прават. Поентата е да примените и веднаш да добиете мерлив резултат. Тогаш, драги мои, сме успеале, а јас сум најсреќна на свет. Понатаму. Значи, слободно пишете, ако ви се отворат прашања, допишете, супер благодарам на прашањето и од Инстаграм, така што напоредно читам. Што имаме уште, има и уште едно. Прашања кои се поврзани со енергетските центри. Добро. Што всушност значи кога велиме дека некој центар е во дисбаланс и како тоа се препознава во секојдневниот живот? Па се препознава токму по овие прашања што ги поставувате, дека некој центар е во дисбаланс, дури и поставувањето на граница е дисбаланс конкретно на третиот енергетски центар, односно на личната моќ. Значи, за да поставиме некому граница, првенствено треба да се чувствуваме, да ја чувствуваме нашата лична моќ. Значи, да имаме долна самодоверба, да знаеме точно до каде кој може да допре до нас, како, на кој начин ние да се справиме со тие кои сакаат на поинаков начин, некои знаат да кажат да манипулираат со нас. Значи, тоа е конкретно за некој дисбаланс во енергетскиот центар. Кој уште? Ми доаѓа многу да се дерам, ми доаѓа многу да викам, некогаш не ги искажувам зборовите, чувствувам кнедла во грло, не можам да се искажам. Колку многу имам да кажам, а никако да кажам. Затоа што настанала некоја блокада на петиот енергетски центар, емоционален центар, од каде излегува нашата вистина. Може би не сме подготвени секогаш да ја кажеме нашата вистина. Внимавајте, не мора само да се однесува тоа кон луѓето. Некогаш не се прифаќаме и самите себе, па ретко некогаш си ја кажуваме и самите на нас вистината. Зошто? Затоа што тоа се коси со нашите научени морални принципи на однесување, може би на некој етички кодекс, кој што сме научени дека не е во ред тоа да го правиме, а на нас така ни доаѓа. И знаеме да подголтнеме. Не сме задоволни од средината во која работиме, во која живееме. Значи, сето тоа го блокира токму тој енергетски центар. Креативноста, ми доаѓаат идеи, па сега има период кога немам ниту една идеја. Не ми доаѓа ни да се нашминкам, ни да се средам, ни да се облечам, едноставно баш ми се темни оце. Тоа е, значи, проблем со вториот енергетски центар, со емоциите, колку јас сум подготвена да ги искажам емоциите, колку сум подготвена да бидам нежна, првенствено со себе, па потоа со останатите, да покажам нежност, да покажам љубов, да покажам баш онака дека сум женствена и да се нашминкам и да се намачкам и да си пружам нежност на себе. Што уште? Има, например, моменти кога се чувствувам нестабилно и како да лепдам, како се нешто да ми се случува во главата, како да не сум своја и така натаму. Што е тоа? Или пак проблем со парите. Значи, сето тоа укажува на дисбаланс во енергетските центри. И благодарам за прашањето. Немам визија или и тоа. Спорено леле има визија, знаев да сонувам сега ништо, не маштија и така натаму. Па веднаш се кажа, дисбаланс во повеќе енергетски центри, не само во шестиот. Значи, се што ми се случува е всушност само наше огледало за да се свртиме кон себе и да создадеме еден енергетски баланс. И токму тоа ни го нуди да уживаме баш овој летен summer flow кој што е во тек со уписи, каде онака фино ќе ги нивелираме сите енергетски центри за да се подготвиме и онака спремни, полни со елан да почнеме од 14 септември со едукацијата за IDH, едукатори, NLP, mindfulness и коучинг.
Благодарам за Инстаграм и продолжуваме со нашите прашања како да ги тргнам очекувањата од другите, поаѓајќи од ставот дека е сосем нормално да очекувам од другите, бидејќи сите носиме одредени општествени улоги. Апсолутно, сите носиме одредени општествени улоги и не само општествени улоги, значи повеќе се улогите, но не е сосем нормално да очекувам од другите. Значи, тоа е научено нормално, да не научиле да очекуваме. Очекувањата се еднакви на разочарувањата. Значи, секогаш кога ќе се почувствувате разочарано, секогаш е неостварено очекување. Значи, тоа, ако нема ништо сигурно, ова е сигурно. Нели, освен смртта што е сигурна, јас ова би рекла дека е навистина 100% сигурна. Разочарувањето секогаш доаѓа како последица на очекувањето. Така што да, ние играме општествени улоги, ние играме секакви улоги, но оноа што е важно да ги играме улогите. Условно кажам, да ги живееме, да го живееме животот, играјќи одредени улоги, идентитети, менувајќи, што да е, но без очекување од другите. Затоа што ние не можеме да влијаеме на другите. Можеме да влијаеме и да се менуваме само да почнеме од нас. А потоа, нашите однесувања ќе влијаат на другите, ама како? Не знаеме. Затоа што секоја една единка, секоја личност има своје искуство и е стасана на одреден степен на развој. И секој на различно ниво го разбира, ја разбира вашата постапка. Некој ќе ви замери, некој ќе каже, ау да е. Значи, секоја чест. Зошто? Затоа што тие доаѓаат со различни искуства кај нас. И ние не можеме да очекуваме дека сите тоа ќе го прифатат. И не треба да очекуваме. Значи дека ако сите тоа го прифатат и сите ни аплаудираат, значи нешто не е во ред со нас. Така што не очекувајте. Бидете само отворени за промените кои вие ги правите и фидбекот што го добивате. Ако добивате непосакуван фидбек, окей, што можам да променам? Ако не очекувам, тогаш што да правам? Не знаеме што да правиме. Ни викаат не очекувајте, ама што да правам ако не очекувам? Нели јас нешто правам и очекувам да имам одзив, очекувам да имам не знам ти што. Не, јас нешто правам затоа што тоа го сакам. Јас нешто правам затоа што тоа ми е важно во овој момент да го направам. Затоа што мене ми е важно тоа во овој момент да го направам. Да покажам нешто, да покажам на сама себе, можеби поместоите граници, собствени граници. И бидете секогаш искрени и автентични во тоа што го правите. Затоа што искреноста и автентичноста е препознатлива. И тоа едноставно се препознава. Не очекувајте при тоа да ја препознаат. Значи, само бидете своји, бидете тоа што сте и толку. Правете секогаш тоа што ви е важно, затоа што на вас тоа ви е важно. Не затоа што им е важно, не знам, на Петко, Станко и на светот. Не затоа што на вас ви е тоа важно. Да го изнесете, на вас ви е тоа важно да го кажете, на вас ви е тоа важно да го направите. И толку. А потоа, како ќе рефлектира, тоа веќе останува на останатите. Оној кој треба да го препознае, тоа ќе го препознае. Оној и кога во моментот не го препознал, кога ќе дојде неговото време да го препознае, ќе дојде и тој. Значи, се во свое време. За жал, затоа што колку и да велиме дека е релативно времето, ние функционираме во простор, време и затоа сме материја.
Така што оставете, тоа се што треба да дојде, ќе дојде тогаш кога од другата страна ќе им дојде на нив, ако вие очекувате, не во момент кога вие сте очекувале. Како да можам да се поставам, да наплатам некоја услуга на некој? Многу едноставно. Како? Нас не учеле, јас бев дел од формалното образование и јас сум учена за тоа, дури и кога ги предавав тие наставни единици, посебно за стопанските и нестопанските дејности, па јас се гордеев со тоа. Бев полна со себе кога зборував за нестопанските дејности. И дека јас ширам знаење, и дека јас учам и подигам генерации. И да, доскоро ниту здравствената услуга не се наплаќаше, но сега сите услуги се наплаќаат. Затоа што се има своја вредност. И како да наплатите вредност? Не вредност, велам, гледате како ми доаѓа тоа спонтанно. Да, јас давам вредност. И се има вредност. Кога велам вредност, таа вредност има одредена цена во материјалниот свет. Време, простор, материја. Тоа е нашиот свет во кој функционираме ние. И кога јас давам вредност, треба и да добијам вредност, нели? Оноа зашто сум се вложила во собствените едукации. Значи, оноа зашто сум се вложила во ред истражувања, истражувачки активности, искуства кои попатно сум ги стекнала. Значи, живееме во материјален свет, супер го гаиме духовниот во нас, но знаете како? Како да наплатите услуга? Еве јас вака ќе ви кажам, одете во продавница, било која продавница, и купете леп. Ама не купувајте леп. Кажете им дека сте гладни и кажете дека немате во моментот да купите леп и путер сакате да каснете. Ама сте гладни. Па тие, ете така, нека ви дадат леп и путер. Одете, ако сакате, еве во Вега. Па ако сакате здраво да се храните, кажете им дека тоа е главна вредност ваша, дека сакате здраво да се храните. И ако ви дадат таму, без да ви наплатат, викнете ме сите. Значи, ние функционираме во материјален свет. Каде? Платежното средство е основно средство. Ние вода не можеме да се напиеме, ако не ја наплатиме. Ќе ни ја исклучат. Струја, сега ова не може да се овозможи, доколку јас не платам сметки. Значи, како што гледате, и основно средство за живот се парите. Значи, се има своја вредност. Едноставно. Па сакате да бидете хигиена да одржувате, па треба да си ги купите тие средства за хигиена. Ќе дојдат еве услуга вршат, услужна дејност нека е. Викнете некој дома да ви го исчисти станот. Услужна дејност. Сакам да имам чист стан. Супер! Кажете ми ако не ви наплатат. Значи, за било што има своја вредност. Секој еден од нас, посебно што се занимава со оваа работа, вложил време, енергија, пари, труд, непроспиени ноќи, истражувачка дејност, посебно со оваа дејност со која се занимаваме со луѓе, значи тоа е исклучително одговорна работа. Исклучително одговорна работа. И јас вака ќе кажам, дури кога ќе ме прашаат за една коучинг сесија, колку чини? Кажував пакети. Сега јас вака велам. Запиши ја ти твојата цена, колку мислиш дека таа помош би ја наплатил. Потоа, помножи ја по 2. Па и по 3. Толку вреди твојот живот. Дали ќе избереш да одиш со психосоматика понатаму, која некаде ќе прсне, или ќе го сработиш за одреден број сесии. Значи, едноставно е. Ете, ако се работи за здравјето, што во аптека не ви дадат лекарства без пари. Тоа е
Тоа едноставно повелете на финансиска алхемија кај мене, на таа едукација која и текако навлегува во делот кој ми е научен, затоа и го споменав тој модел на однесување, дека услугите, посебно кога се работи за здравје, мислам, кажете ми еве, дали не ги именувам клиниките кои се приватни, дали не се наплаќа и таму се работи за здравје. Значи, така што јас сум скроз окей со тоа и повелете на финансиска алхемија, заедно ќе одиме од оние научени делови од нас кои се провлекуваат, а со традиционални системи кои биле тогаш во социјализмот, комунизмот, претходни така натаму, не може да функционираме во денешно време, затоа што се движи, се оди напред, ништо не стои во место и тоа е тоа. Што уште? Се чувствувам неудобно кога барам пари. Еве, тоа е тоа. Значи, да, се чувствувам неудобно кога барам пари, може би, порано, како ќе, значи, колку јас себе се вреднувам. Прашите ги исто дали се чувствуваат неудобно кога ќе одите, кога имате проблем, било како здравствен, кога сакате да купите нешто за храна. Значи, тоа е тоа. Удобноста се учи, како што сме научиле неудобноста, така се учи и удобноста. И како се учи удобноста, значи и за тоа има навика на однесување, така што уште еднаш ве поканувам на финансиска алхемија, добре дојдени сте. Токму тоа се работи таму, затоа што јас не сум економиста, но да ни создаде удобно чувство кога се работи за пари, да, тоа можеме заедно да научиме. Чувство дека сум посвоено дете, немам причина, се е јасно, докажано, потврдено. Сочувствувам со такви деца, како да е мое, нивното искуство. Во животот се појавија такви лица кои зависат од мене на некој начин. Да. Некои не знаат се уште дека се посвоени. Моje прашање е до кога да молчам. До кога вие ќе си дадете дозвола да прозборите? Значи, овие прашања се тоа како длабоки и моментот кога вие ќе почувствувате дека имате храброст и покрај стравот кој се јавува, да го обелодените сето тоа и да кажете првично, за вас лично, значи секогаш постапуваме од јас говор, тогаш е моментот кога треба да прозборите. При тоа, не знам со кого би сакале да прозборите, ако сакате можете индивидуална сесија да закажеме за да го разработиме ова прашање. Дали тука се работи само за вас лично или за лицата кои се појавиле во вашиот живот и кои зависат од вас. Да, не случајно се појавуваат луѓето во нашиот живот, тоа да знаете, значи никој случајно и ништо случајно не се појавува во нашиот живот. Штом се тука, штом се појавуваат, ве повикуваат, наше да ги следиме знаците и да видиме на што точно ме повикува лицето кое е до мене, кое е со мене. Тие не знаат, да, но може би тие и не сакаат да знаат. Така што многу е важно да создадете комуникација која е базирана на доверба, првенствено, и многу суптилно да поставувате прашања, вистински прашања, за да можете да дознаете дали им е важно на тие лица ова што вам ви е важно. Така што, еве ве поканувам, значи да дојдете, слободно може да закажете средба и да го разработиме овој дел заедно. Значи, уште еднаш само можам да ви кажам дека потребно е да молчите во однос на вас и со вас, се додека вие тоа го чувствувате. Кога вие ќе донесете таква одлука и избор ќе направите да прозборите, направете го тоа.
со тоа што секогаш внимавајте да имате добро подготвен терен и те како добри вештини за комуникација. Значи, што е особено важно, при тоа, во зависност од тоа на кого ќе му го кажете, повторно зборувам за вас лично, не за луѓето што ве окружува, затоа што за нив не знаете дали тие сакаат тоа, треба да ги прашате. Значи, треба да знаете и дали се луѓето околу вас подготвени на такво нешто и дали сакаат тоа да го слушнат. Затоа секогаш комуникацијата почнувате ја од позиција јас. Чувствувам дека имам потреба тоа да го кажам. Дали вие сте подготвени во овој момент да ме слушнете? Значи, тој момент на комуникација да се избежба. Ако имате дополнителни прашања, слободно поставете. Значи, се што е поврзано со останатите, без нивна дозвола, без нивна валоризација, значи не би смееле да зборувате. Ете, тоа е што се однесува до другите. А до вас, да, во оној момент, кога вие ќе почувствувате потреба, тоа е моментот кога треба да го кажете тоа, што го имате. И постапувајќи од јас. Како да се справиме со негативната енергија од лицата што не можеме да ги избегнеме? Да, ова е интересно прашање, енергетско прашање. Да се справиме со негативната енергија од лицата што не можеме да ги избегнеме. А зошто би ги избегнале? Како што кажав и на почеток, значи, енергијата, а не на коучинг кажував тоа. Енергијата што ја чувствуваме, зашто велат ја чувствуваме повеќе негативната, условно кажано негативната, бидејќи тука е кажано како е негативната енергија повеќе ја чувствуваме од позитивната, да речеме, и таа има поголемо влијание на нас. Многу едноставно, како што и напоменав веќе четврти пат ви кажам, функционираме во време, простор, материја. За да ја видиме материјата, енергијата едноставно е гусната. Значи е таа густа за да може да ја видиме. Што ме густа, значи е тешка. И бидејќи е тешка и ние тука сме, гравитираме на земјава, таа има земјина тежа, гравитација, што не влече, нели, за да стоиме и да се движиме, исто и со таа енергија. Значи, затоа таа повеќе ја примаме и има влијание на нас, отколку на позитивната, условно кажано, она која е на повисоко ниво. Што таа е горе некаде, ние можеби не сме стаса. Што значи тоа? Да ги избегнуваме, можеби, не знам дали е вистинскиот збор, секогаш предпочитам искреност. Значи, окей, не ми одговара, не го избегнувам, ама и не се дружам. Да не биде тоа како јас го избегнувам. Кога некој го избегнувам, тоа има влијание на мене. Значи, јас го видам, усвета, фаќам по друг пат одам. Што значи тоа? Тој толку влијае на мене, што јас имам забрана, си бранам себе, дури да поминам од таа страна. Што значи, тој го диктира темпото на моето однесување. Значи, јас не избегнувам никого. Туку бирам да не бидам во негова близина. Бирам да не сум со него блиска, да речеме. Бирам теми на разговор. Значи, одредени теми на разговор предизвикуваат жалење, кукање, јадосување, не знам ти што, катастрофизирање на работите и свашта нешто. И сега што правиме? Кога, ако тоа е од наша непосредна околина, окей, значи, разговараме на теми кои што бара тоа? Тоа бара постојна присутност во разговорот, будност, или во моите едукации тоа го нарекуваме калибрирање, наблюдување, mindfulness. Значи, го наблюдувам тоа како објективен наблюдувач. Што тоа значи? Тоа значи дека јас не се фаќам емоционално на било што се случува околу мене. Штом емоцијата моја се поттикне, јас ја примам во истиот момент, значи влегувам во тој мод. Така што нема потреба да избегнуваме никого, туку јас бирам, моја е одговорноста. Кога јас бирам, јас сум одговорна. Ако јас сум одговорна, јас ја имам личната моќ да управувам со ситуацијата. Дали ќе поминам таму или
ќе го заобиколам тој пат, но јас бирам. Значи има разлика. Избегнувам и избирам. И носам одлука при тоа. И секогаш, кога ќе стапам во контакт, значи ќе се насмеам. Ако темата не ми се допаѓа, па јас ќе ја искарикирам и ќе ја направам смешна да биде. Значи ќе се поднасмеам на тоа. Ќе ставам, значи единствено, пак ќе кажам, со кого може да управуваме и со што може да управуваме сме самите ние. И нашето однесување во однос на таа личност. Пазете, таа личност има толкава моќ над мене, што јас го давам сето влијание буквално да ме понесе мене и да ми каже, еј, ти ми го расипа денот. Не само што дозволувам друг да диригира, со избегнувам на мене, туку и влегувам во улога на жртва. Таа е крива што мене вака ми е. Значи нема потреба тоа. Така што, добре дојдени сте и на енергетска практика, добре дојдени сте и на едукациите. Така што немате потреба да се справите на начин да избегнувате, туку едноставно наблюдувате, бирате, свесно бирам затоа што ми влијае така, јас сакам да ми биде вака, значи едноставно си комуници, ние цело време си правиме муабет сами со себе. Значи, штом го правите тој негатив, не еве оваа пак, напред го обратно да биде. Супер, сега штом ја видов, значи почнувам да станам одговорна кон себе, штом станам одговорна кон себе, значи во мене е личната моќ. Супер. Тоа е моментот. Како да знам дали и колку треба да бидам строга или попустлива со деца и тинејџери и како да одговорам на нивната упорност да победат во секоја дискусија. Ова е прашање составено од неколку прашања. Значи, како да знам дали и колку треба да бидам строга или попустлива? Па не можеме да знаеме. Затоа што секој е индивидуа сам за себе. Така што, вие ги поставувате границите. И одите до таму доколку ви е вам удобно и воедно и на тинејџерот удобно. Значи, екологија, окей за мене, окей за него. Тоа е нешто што можам да ви го кажам. Значи, нема одредено, не пише, не е рецепта за торта. Значи, едноставно тестирате и истражувате. Така што, како да знам колку да бидам, само ќе ви се каже. Ако вие претерувате, прво што ќе добиете е непријатност. Ќе добиете, значи, тестирате, окей, добро, значи, тука сум претерала. Сега ќе истестирам вака и вака. Значи, нешто поинаку. Па ајде да се договориме. При тоа, ако веќе добијам непријатност јас во телото, вашето тело е, мислам сега што го кажам, има најстара интелигенција, така што вие се калибрирајте во вашето тело, наблюдувајте го телото како реагира. Ако мене не ми е окей, чекај, јас ќе прозборам. Значи, да, јас поставив граница, поради, ќе му објаснам поради тоа, само зборувајте. Само зборувајте. Значи, поставив граница, поради тоа. Затоа што јас се чувствувам. Не ти мораше да постапиш така затоа што јас сега се секирам за тебе, сега глава си. Наметнувате вина кај тинејџерот на тој начин. Значи, тој начин можам да ви кажам не. Но, оно што можам да ви кажам е да, вашата строгост, може би во даден момент ви создала непријатност во вашето тело, па не знам, се мачите или било што да е, разговарајте со детето, кажете му што ви била вашата поента, зошто ви било важно така да постапите во даден момент и ајде да се договориме како понатаму. Договор. Како би рекле старите, договор куќа гради. Значи, едноставно постапете така. Само разговор, искрен разговор. Попустлива, па дури и кога ќе попуштите, кажете. Значи, дури и тоа. Па јас ова и ова го дозволив затоа што ти верувам. Гледате, одговорност давате. Јас ти верувам. Давам одговорност, ти си одговорен за своите постапки. Јас затоа ти го дозволив ова, затоа што навистина ти верувам и знам,
пазете, и знам дека ти тоа ќе го направиш феноменално, фантастично и ред работи. Значи, давам одговорност. Воедно, ти си сега самостоен и самостојно работиш. А при тоа јас сум тука да те следам, да те поддржувам. И како да одговорам на нивната упорност, да победат во секој... Па ете така. Ете, тоа е тоа што го кажувам. Значи, јас позиција, секогаш разговор, да победат, што ми имаме победник? Имаме поразен. И што ми имаме? Победник и поразен. Немаме комуникација, туку имаме арена. Борба. Значи, не станува тука збор за комуникација воопшто. Тука станува за арена. И ние сме, не знам, Мате Парлов и не знам кој. Значи, поентата не е да победи во дискусија. Поентата е да се разбереме во разговорот. Значи, тоа е поентата. Да се разбереме во комуникацијата. Ако не е во моментот волен да зборува, волна да зборува, нема ни да зборуваме. Океј, јас сум тука, кога ќе бидеш волен, кога ќе посакаш да зборуваш, би сакала тоа, ми значи да го расчистиме, дојди, те молам, да си поразговараме, да си се подружиме. Значи, пристапот е исто така многу важен. Така што, не го сваќајте вашиот диалог, вашата комуникација или било која комуникација на тинејџерот во средина, социјална средина каде што излегува со друштво, како победа. Порано викавме да му ставам капаче на нештото, така се викаше порано. Не. Значи, зборуваме за разбирање во комуникација. Така што, наместо терен, вие сте, не знам, на подиум некаде и зборувате со вам разбирлив јазик. Тоа го работиме и на едукацијата од септември, па повелете. Како родител можете да дојдете. Како да го мотивирам дете од 13 години да учи и самостојно да ги завршува обврските? Имам проба на повеќе начини, но ништо не успевам. 13 години е веќе период кога се оформени одредени навики, нели? Сега дали до 13-тата година детето самостојно учело. Многу често ние знаеме како родители да влеземе во тој луп, да божам како помош, па и побрзо да се заврши, па ајде ќе му кажам, па ајде ќе му решам, па тој да препише, да ќе напишам не знам некој си текст македонски, па нека си го препише и фино. И тоа е услуга, ама онаа мечкина услуга. Значи, поентата е што се случувало до сега. Ако до сега јас како родител сум седала со моето дете и сум учела, сум покажала, што сум му покажала јас на моето дете? Па сум покажала дека јас воопшто не му верувам ако не го преслушам, ако не го испрашам, онака да бидам јас прво сигурна, јас ја имам контролата како тоа. Јас да сум сигурна дека тоа знае. И кога јас ќе бидам сигурна дека тоа знае, тоа може да дојде на тест. При тоа имам и алиби, ако киксира на тест или ми каже наставничката дека не знае, кој бе дома знаеше како не знае. Значи, јас се имам контролата 100%. После тоа е проблем. Проблем, јас карикирам, не мора да било така, но проблем настанува токму тоа кога веќе детето е тинеџер, посебно кога ќе почне во средно, во гимназија, нели, во средно училиште, што да правиме? Сега што да правиме? Повелете на едукација. Значи, да смените навики, првенствено да смените навики. Не го испрашувајте. Кажете му дека му верувате. Што и да учи, верувајте му дека научи. Па дури да добие и послаба оцена. Океј. Значи, толку научив, океј. Ако си ти задоволен, нареден пат, ако не си задоволен, задоволна ќе научиш повеќе. Значи, учете го детето и тинеџерот да се носи и со слабости. Па не е се успешно во животот, луѓе. Па затоа после не сме отпорни ако некаде паднеме. Се сакаме, се сме тогаш во симпатикус, бори се бега и што да правиме, ќе се смрзнаме, ништо не правиме. Значи, тогаш се учат децата.
Децата после тоа кога ќе станат тинејџери, млади, и после не може да се носи, па не може да се носи затоа што ние не сме го научили. Пак ќе кажам, децата, односно младите денешни се само екстензија наша. Ние така сме ги научили, тие така не станале. И тоа не дека така сме сакале, така сме ние биле научени или сме постапувале обратно. Ако никој не работел со нас, па чекај, јас го гледам ова дете безпомошно, пазете. Јас го гледам безпомошно ова дете. Јас ќе му помогнам. Многу се бара од него. Леле, програмите се ужас. Колку се големи програмите, обемни, па овие деца се малечки, па греот е, па јас ќе седнам, да не се мачи. И тоа е скрос окей. Ама не да ја вршам работата место него. Не да учам место него, не да пишувам место него. Не да биде секое мое амин негова сигурност за неговото знаење. И после тоа е несигурно детето и нормално е да бара валоризација, валидација од другата страна, дека вреди неговиот одговор, дека е супер успешно и така натаму. Значи, создаваме нестабилност, создаваме недоволна самодоверба, значи верба во себе, колку вредам, башка е тоа како на ниво на вредност, и недоверба во нашата комуникација. И секогаш да се ослонува на родителот. И на надворешна потврда. Сега се ослонува на надворешна потврда од родител, потоа се ослонува на надворешна потврда од партнер, се ослонува на надворешна потврда од таму каде што е вработен, и секогаш ќе биде, нели, факултети, така натаму, секогаш ќе биде моментот ако не добиам потврда, јас не вредам. Не, ти вредиш и тоа како. И затоа ќе си почнете уште од сега. Јас знам дека ти можеш, дека ти си вреден, дека ти си вредна, што да е, тинеџере, значи, знам дека ти можеш сама, колку научиш толку. И тоа е окей. Тоа е окей. А знам дека ти можеш. Значи, тоа е бодрењето. Јас знам дека ти можеш. Јас сум тука секогаш да ти помогнам. Да најдеме нешто, да скролнеме нешто, значи учете кога веќе користат за глупости ова технологијава, барем да ја користат конструктивно, да ја користат креативно, така што научете ги сами да истражуваат, затоа што и како го можат. А инаку на едукациите кај мене, значи буквално и со самостојно учење, децата сами работат, имаат умствени мапи, имаат не оние клише и шаблони што ги знаете, значи посебни правила има за нивно креирање, посебни техники за учење, кои што и како им се фантастични, дури и онаа техника за брзо читање. Многу го скратува времето за учење, дури има и сега веќе и колешки ќе почнат да ми стануваат оние ке мене на едукациите кои поминале како деца, сега на факултет, значи на пример спремаат толку подготвуваат, толку брзо испитите ги подготвуваат, што е фантастично. Аз сум имала искуство и со родители чии тинеџери биле кај мене во групите, па родителите имале нешто за полагање брокери, не знам ти што. И вика како ми дојде супер екстра, значи на едукацијата за родители. Така што ете тоа е нешто што првенствено дајте му доверба на детето дека може само да работи. Што понатаму, вели вака, имам уште неколку прашања, навистина ви благодарам за прашањата и сметам дека и како се важни. Имам тинеџер и односот со него како мајка, сакам да имам блискост и да споделува со мене, сакам да не бидам напорна. Да, ние сакаме, а тие дали сакаат. Е моментот и колку сакаат. Значи, убаво е да кажете како се чувствувате, да кажете што сакате и зошто ви е тоа важно, и дека тоа на вас многу ви значи, многу почитувате и неговото мислење и неговиот став, доколку не сака да споделува со вас. И тоа го уважувате. Отколку, значи, сето тоа создава еден таков однос на доверба помеѓу вас. Значи, вие прво го признавате, ги признавате неговите чувства, признавате како се наоѓа, какви емоции тој има во однос на тие споделувања, неговиот став кон споделувањата. Значи, вие го признавате него со сите негови емоции, способности, вештини, сето она што го има, што го носи како индивидуа, и му велите дека, бидејќи ви е толку важен, вие ќе го испочитувате и тоа дури за него. Значи, му давате една таква доза на доверба и една таква безусловна љубов.
Значи, вие сте тука без разлика дали тој споделувал со вас или не споделувал. А секогаш сте тука и ќе се радувате на моментот кога тој ќе дојде да сподели нешто со вас. И секогаш сте тука, отворена, па макар и телефонски да ви се јави и да ви каже што има да ви каже, затоа што сте секогаш отворена да го примите тоа што ќе посака во даден момент да сподели со вас. Значи, ете тоа е еден од начините како би можеле да создадете една доверба без наметнување. Затоа што тинеџерите навистина не секогаш се расположени, а посебно не се расположени кога ќе им настојувате. Што ти е, па што ти се случи, па и така натаму, и така натаму. Избегнувајте го тој момент, секогаш ова е доволно, кој ќе му кажете секогаш сум тука, да поразговараме, затоа што тоа многу ми значи, и ми значи бидејќи ти не сакаш сега да разговараме, да не разговараме, и тоа е окей. Јас го почитувам и те почитувам и ме радува кога ќе дојдеш, разговараш со мене. Благодарам и на ова прашање. Желбата да се биде добар родител е секому, да, но колку може да се остане мирен во овие бурни времиња, каде сите сме вовлечени, сакали или не? Да, апсолутно. Дали постојат техники, комуникација, каде нема да се биде диктатор, а ни попуслив. Еве, ова е еден дел и го одговоривме, да. Како да се одржи хармонијата во семејството. Значи, диктатор никако, а ни попуслив никако. Затоа што диктаторот е повторно арена една, каде што нема комуникација, туку една боречка арена, каде сме противник и победник, каде секогаш мора некој да биде победник и спротивставен, така што диктатура е поставување на нешто што мора некој да биде послушен, а тој што е послушен, утре мора да биде послушен и во партнерски односи, во односи во друштво, мора да биде послушен и на работно место кога ќе оди, така што диктаторски односи како исто така и преголема попусливост. Затоа е важно поставување, повторно ќе кажам, на граници. Како ги поставуваме границите, секогаш тоа го работам, значи на едукациите, посебно еве сега ве повикувам навистина на сите едукации, посебно на ова која ќе биде за родители и за едукатори од септември да дојдете. Таму ги работиме секогаш вредностите, вредностниот систем, кое, значи, сето она што е во согласно со мојот вредносен систем, со моите вредности. Кои се вашите вредности? Видите ги, кои се вашите вредности? Слобода, искреност, што да е? Значи, кои се вашите вредности? И сето она што се коси со моите вредности, тогаш го нарушуваме од систем. Така што, секогаш поставете си го прашањето, уште еднаш ќе го напоменам. Зошто ми е тоа важно во овој момент? И колку ова ќе ми биде важно, ако сакате за година, па и 5. Значи, тие се две прашања, кои секогаш можете да си ги поставувате. Значи, зошто ми е тоа важно во овој момент и колку ќе ми биде тоа важно за година, 2, 5. И тогаш ќе имате еден избалансиран однос, затоа што е изграден на ниво на вредносен систем. И кога ги поставуваме и границите во нашиот вредносен систем, тогаш сме окей со нив. Благодарам на прашањето. И зашто ситуацијата во која се наоѓа моментално ми е статус кво и ништо не ми се случува. Би сакала, драга моја, да дојдам таму и да ти кажам зашто ти е, да те видам и да видам што е тоа што ти подразбираш под статус кво. И ништо не ми се случува. А што би сакала да ти се случи, например? Тоа трае подолго време. Кога јас би се вклучила кај тебе на Zoom или на Instagram, каде и да е, и да ти го поставам ова прашање, драга моја, предпоставувам дека гледаш. Што би ми одговорила? Што би ми кажала? Еве, јас сум Ирена, доаѓам кај тебе на Zoom, леле, многу сакам да слушнам што ќе ми одговорите
И поставувам прашање. Зошто ситуацијата во која се наоѓа моментално ми е статус кво и ништо не ми се случува. Тоа трае подолго време. Што да правам? Кажете ми. Што би ми кажали? Се што мислите да ми кажете, напишете го. Затоа што единствената одговорност што ја имаме во овој живот сме самите ние. Затоа што ни се случува нам. Воспротивно, ние сме нечија жртва. Од жртва, ако е жртвата разочарана, почнува да ги прогонува тие што ја разочарале, или да спасува некои други од сожалување затоа што се идентификува себе во нивната улога. Така што, одговори си, што е тоа што те држи тука, што е тоа што значи за тебе статус кво. Не може некој од страна да ми направи за мене нешто да ми се случува, за мене да ми се случи, јас правам, моите дела, гледате, дела, значи акција, моите дела зборуваат за мене и за тоа што го правам. Значи не може некој да дојде и да ви излече од дома и да ви каже, ајде сега ќе играме, не знам што, ајде сега ќе правиме, не знам што. Значи, како да ви кажем, самите ние сме одговорни за тоа како се чувствуваме во даден момент. Ако мене ми е статус кво, значи јас треба да се придвижам. Не може да одам јас, сегогаш го да наведувам тој пример, сакам да набилдам мускулатура, нели? И јас ќе отидам до теретана и ќе застанам пред джим и ќе гледам другите како вежбаат, а јас ќе очекувам бицепс и трицепс. Не, додека јас не ги фатам теговите, нема ни бицепс ни трицепс, мислам. Тоа е тоа. Што значи тоа? Тоа значи дека ако мене ништо не ми се случува, па дај да направам нешто да ми се случува. Што е тоа што ми исполнува, што може да ми исполни, да ми биде окей? И не е точно дека ништо не ви се случува. Вие сте тука, вие поставивте прашање, значи ви се случи поставување прашање. Зарем ништо не ви се случува? Ви се случи, значи тоа е правење нешто. Сепак сте направиле. Ви се случи да се вклучите тука. Значи се случува. Во моментот ние ви се случуваме вам. Во моментот животот ви се случува. Како? Па дишете. Работи вашето срце, ви се случува. Седите, лежите, стоите. Нешто ви се случува. Слушате звуци, нешто ви се случува. Кој тоа го кажа дека ништо не ви се случува и дека е статус кво. Појма немам. Дали е факт или интерпретација. Така што единствено што се случува се мислите. А мислите се минливи, менливи и променливи. Единствено кој може да влие на нив сме самите ние. Како? Па кога ќе ги видиме? Па ова е баш само една мисла која сте ја запишале. И таа застанала во моментот кога сте ја напишале, а се активираше кога јас ја прочитам. И толку. Сето останато. Дали постои такво нешто? Апсолутно не. Така што посакувам уште веднаш да преземете чекор, уште веднаш да излезете слободно на кафе, каде сакате, не мора ни да излезете на тераса, е доволно да си направите едно кафенце, да си се напиете кафенце, да слушнете некое музиче кое е онака добро за вас. Слушнете се со некого кој ви поттикнува некаков интерес. И ако ви е малку потешко, слободно обратете се, ќе закажеме индивидуална коучинг сесија, може да дојдете и на енергетските центри едукацијата, а можете и на оние едукации кои се IDH едукатори со NLP, mindfulness и психокоуч техники.
Верувам дека нешто се помести и ви беше корисно. Повелете вашиот фидбек, да видам само дали на Инстаграм има прашања. Веќе имаме прашања. Уште дополнителни, баш се радувам. Мене ми иде добро. Цело општество ме нервира. Добро, тоа се уверувања. Супер кога целото општество има влијание врз вас, вие сте само една марионета во општествениот систем која игра според тоа која музика ја слуша од општествениот оркестар. Така што се е до нас, драги мои. И да видиме што имаме тука во чат. Супер, граници, зашто е важно да поставуваме лични граници и како културно да кажеме не без чувство на вина. Благодарам за прашањето, затоа што кажување не без чувство на вина е најфантастичната работа што можете да ја направите. Знаете како, не можете со сите секогаш да се согласувате. Не можете на сите да им удоволувате. Па каде сум јас тогаш во целата приказна? Чиј живот живеете? Значи, ако јас на сите им велам да, нема проблем, па кога јас ќе живеам? Зашто чиј живот да живеам? Дали ваш? Мојот или нечив живот? Па не сум вајда толку лоша за да на сите им велам да. Значи, со самото велење не. Вие, пазите, на кого само му велите не? На кого ви е нај-окей да кажете не? Затоа сменете ја плочата. И почнете да кажувате не. И за секое не, ама не онака не, затоа што сега мене ми е кеф много, јас сега ќе си кажам не. Туку, на вистина, кога јас се чувствувам, значи, кога јас го чувствувам тоа дека се коси, повторно се враќам на моите вредности, се коси со мојот вредносен систем, тогаш моето не е 100% издржано. И кој тука не е важно? Јас го живеам мојот живот кој се базира на мојот вредносен систем. Моите вредности се едно ниво само под идентитетот. Како да ви кажам? Значи, врз основа, на мојата вредност јас го градам мојот идентитет. И ако тоа не, јас морам да кажам не за да удоволам на другите, добро, ајде овој пат ќе направам избор и ќе си удоволам на себе. И ќе кажам не за другиот, ама да за мене. И знаете што? Што најмногу сакам? Јас сум фан на мириси, па ќе одам и ќе си купам едно миривче, некај 200 денари, па значи ќе си се почетам, па ќе си купам едно благо. Па нешто ќе направам да си го онака крунисам моментот, леле кажав не. И ќе се учам да кажувам не. И добре дојдени сте на моите едукации, да се учиме заедно. Супер. Родители и тинејџери, како да се подобри комуникацијата меѓу родители и тинејџери, што најмногу им е потребно на тинејџерите од своите родители? Поддршка, им е потребно доверба, им е потребно да бидат слушнати, кога ќе сакаат тие да бидат слушнати. Ако имале навика да премолчуваат, да се сокриваат и другите работи да им биде поважни на другите, тие ќе си продолжат да си молчат и потоа ние кога ќе сакаме да ги слушнеме, нема да бидат расположени да ни прават муабет, но во секој случај е доверба. Значи, јас ти верувам. Јас сум мајка на 3 ќерки, за оние кои не знаат, видите, замислете, јас не се ни представив. Ама верувам дека ме знаат повеќето од вас. Меѓу другото, меѓу сите оние дипломи, не знам, звања, сум мајка и на 3 ќерки. И знаете што? Јас немав ниту пас, затоа што долги години бев и во формалното образование и кога ги воведоа е-дневниците, јас како просветен работник после не можев да се логирам како родител, па требаше сопругот, тој не беше многу по тие логирања. Така да остана е-дневникот за нашите деца.
тогашни, нели, тинејџери и така натаму, така што тие си водеа евиденција за нивните оцени, ни кажува, имам да поправам тука, имам вака, имам онака. Знаете како, одговорноста, кога ќе ја дадете, тие имаат и моќта, сето останато да си го исхендлаат сами. Значи, верувајте дека одговорноста, довербата е клучот за било која комуникација. Значи, секогаш верувајте. А за да верувате на другите, треба да верувате на себе. Прашањето е колку јас себе си верувам. Така што е. Повелете, довербата кога се работи за енергетски центри или емоционални, како сакате, во нашиот трет енергетски центар или соларниот плексус, некој милува да го кажат, и затоа тогаш ни се случува да ни се превртува утробата, па да не тера, не знам, на повраќање и било што ред работи. Оној другиот дел кај што не си дозволуваме да бидеме нежни и сакаме на сите да кажеме, само за нас не, тогаш може би имате проблем со цревата, може би, не знам, имате проблем со нешто друго, затоа што имам дел и од психосоматика, психосоматска пракса, така што добре дојдени сте на сите мои едукации. Преубави прашања, преубави беа прашањата и јас сите како сум ви благодарна што ги поставивте. Благодарам. Да. Уште поубави вели одговори. Се радувам, ти благодарам и се радувам доколку ова вклучување не беше за џабе. Не беше едно вклучување кој ќе биде само едно одговарање на прашања кои може би сум ги слушнала, може би, стварно види ова, да, супер, тука треба да сработам, да, ќе бидете понесени одредени моменти од ова предавање, може би и утре нешто ќе ви потрае. Оноа што е многу важно е да превземете, затоа што од знаење стоиме. Не, да знаете дека никогаш не стоиме во место, секогаш или одиме напред или движиме назад. Така што, унапредете, штом сте тука, сте и текако волни за ваше унапредување и ваш раст. Јас ве повикувам на моите едукации, каде јас уживам, мене ми викаат, ти џабе имаш 2 слободни дена, ти не застана да работиш. Јас не работам луѓе, јас уживам во се ова што го правам, затоа што сите мои едукации се секогаш со пракса. Значи, не е гола теорија, секој знае да прочита, секој има книги, има подкаст, има свашто. Но важно е да примени. И затоа ве повикам уште веднаш, зашто и да сакате, значи можете да се пријавите, почнувајќи од енергетските центри кои ќе бидат во летниот дел, затоа што 8 недели се работи на нив, една седмица, седмично оди, една седмица е само интегративна, а сите останати е на секој енергетски центар во системот кој го имаме, нашиот енергетски систем, во нашите емоционални центри навлегуваме, кои се тие верувања кои ги носиме, кои се тие наследени навики, па и навики кои сме ги стекнале што не држат тука кај што сме, а не ни се допаѓа, што е тоа што не блокира, затоа што сите тие се соработни листови, сите мои едукации имаат и материјали за работа, снимка која секогаш останува за вас, се разбира и можете секогаш да се навраќате на неа. Тоа е во овој летниот период, можеме да уживаме заедно во процесот и потоа веќе од 14 септември стартуваме со IDH едукацијата, NLP, Mindfulness и психокоуч, тренери и фасилитатори за млади и родители. Нешто што е исто така неконвенционално и можам да си се пофалам, колку и нескромно да звучи, дека единствена сум која се занимава за секоја возраст, буквално од најмладата популација едукации па до најстарата, а за коучинг можете да закажете кога сакате сесија, во секој слободен термин може да се видиме онлайн или во живо. Тоа би било за вечерва, ви благодарам многу на вашите прашања, пред се на довербата, што ми ги поставивте прашањата и вербата во одговорите кои ќе ги добиете. Бидете така
расположени овој летен период, искористете го во уживање и ваш раст, затоа што знаеме дека да ќе се одмориме на што потоа, дали се навраќаме на стариот образец, на старите навики, ако е тоа вашата рутинологија, и како сте добре дојдени на оваа летна едукација да растеме заедно, и на раните уписи за IDH едукацијата, која трае до 36. Ве очекувам и сега ми останува само да ви посакам. Се разбира, да се сакате себе, да ги сакате луѓето што ја сакаат вас, да се чувате себе и да ги чувате луѓето кои ве чуваат вас. Последната наша средба, бидете добро. Благодарам.